Како решавате равенки кои вклучуваат дропки? Пред да започнеме, претпоставувам дека веќе знаете како да решите равенка со изедначување. Мора да ја направите точно истата работа на двете страни. Ако не сте сигурни, можеби прво ќе сакате да го погледнете видеото за решавање равенки. Ајде да видиме како да решиме равенки кои вклучуваат дропки. Целиот израз 2f плюс 8 е поделен со 3. Прво, треба да го преместиме бројот 3, за да добиеме равенка без именители. Ги множиме двете страни со 3, со што на левата страна се поништуваат множењето и делењето со 3, па ни останува да решиме едноставна линеарна равенка без дропки. Едноставно, нели? Да го провериме решението. Заменувајќи го f со 5 во првобитната равенка, добивме 6 еднакво на 6, со што f е еднакво на 5 е точното решение. За оваа равенка ќе започнеме со множење со 2. Но мора да ја помножиме и целата десна страна со 2, па затоа изразот го ставаме во загради. Потоа се ослободуваме од заградите и продолжуваме со решавање. Еве една равенка за вас. Паузирајте го видеото, пресметајте го Г и кога ќе бидете готови, пуштете го видеото повторно. Како поминавте? Дали добивте дека Г е еднакво на минус 4? Како и секогаш, проверете го вашето решение. Ете, така решаваме равенки кои вклучуваат дропки. Започнуваме со множење со именителот, за да немаме дропки. И потоа продолжуваме како и обично. Запомнете секогаш да ја правите истата работа на двете страни и никогаш нема да сгрешите. Потоа на крајот, проверете го решението.